милионски минус во работењето на општинските јавни предпријатија. Покрај загуби трупаат и долгови. Од 126 предпријатија имаат краткорочни обврски од речиси 200 милиони евра. 53,3 милиони евра неподмирено има Скопски водовод и канализација, кое што има и најголема загуба. Така звучеа медиумските извештаи откако Центарот за граѓански комуникации ги објави резултатите за работењето на општинските јавни предпријатија. Најголемите слабости сепак лежат во управувањето и раководењето со овие предпријатија. Тоа што нам ни отвори најголеми прашања е заклучокот дека меѓу загубарите се и јавните предпријатија чија работа е само наплата за паркирање. Сообраќајниот хаос е секојдневие во Куманово, непрописно паркирани возила, подзастанување на булевари и тротоар. Вината сепак не може да се припише единствено кај несовесните возачи. Недостасуваат паркинг места. На јавните паркиралишта низ градот има околу 550 места. Со нив стопанисува јавното предпријатие Паркинг Куманово. Директорот на предпријатието Андреја Маџовски вели дека е свесен за недостатокот на места за паркирање. Во програмата за работа за идната година вели дека предвиделе зголемување за околу 600 нови паркинг места. Веќе се работи на нови проекти кои што се до крајот на овој месец се очекува да се завршат и реализацијата да почне после новогодишните празници, а тоа е односно без зона за паркирање во град Куманово. Очекуваме да се заврши тоа до крајот до средина на јануари и паралелно припремаме нови проекти за споредни улици каде што може да се направат нови без зони за паркирање. Причината поради која дојдовме во Куманово е сознанието од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации дека оваа општинска паркинг фирма работи со загуби. Маџовски вели воведувањето нови зони и други планирани мерки се во насока на зголемување на приходите на предпријатието. Цените во нашето предпријатие, односно услугата за паркинг на наплата за паркирање од 1 час е 30 денари, каде што во тие 30 денари идат 5-6 денари за ДДВ, другите одат за такса према општината и третите одат за користење на услугите за софтверот за самото паркирање. Исто така и во делот на ПАЈАК службата, цената од самото формирање на јавното предпријатие, кое што е поставена од казна за товарање на возило од место на носење на депо е 2000 денари, иста е и таа цена, нема ништо покачено, а кога ќе погледнеме другите сите трошоци, како што се платите, трошоци за горива, трошоци за реагенси и така натаму, се е покачено. Приходите кои ги достигнале за 2025 година, односно во првите 9 месеци, изнесуваат околу 685.000 евра. Последните податоци на предпријатието покажуваат дека годинава ќе ја завршат со минус од 105.000 евра. Освен замрзнатите цени и малиот број паркинг места, директорот Маџовски вели дека има и други причини за загубите. Превзимање на затворениот градски базен према јавното предпријатие Куманово Паркинг. Од тој момент, бидејќи има потрошувачка на голема потрошувачка на електрична енергија, доаѓа во ситуација да трошоците за тие вработени кои што се додатни на предпријатието, околу 20 на вработени, носат нов терет и електрична енергија и реагенси за одржување на самиот базен. Разлогот не само што го спомнав градскиот базен од 2022 година, разлогот е и самото покачување од колективни договори кои што ги има за минимална плата секоја година. Финансиската состојба во јавното предпријатие за паркирање во Куманово не само што не е исклучок, туку е повеќе правило кога станува збор за општинските фирми за паркирање во земјава. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, од 13 вакви предпријатија, 8 работеле со загуба во 2024 година. Најголеми загуби бележи Тетовското предпријатие, околу 113.000 евра, а веднаш по него е Кумановското со околу 87.000 евра загуби.
Потоа следат Битолското, Велешкото, Дојранското, Неготинското, Струмичкото и Чеирското. Со добивка работело гостиварското предпријатие, Кавадаречкото, Охридското, Паркинзи општина Центар и јавното предпријатие Градски паркинг Скопје, кои имаат највисоки $500 000 добивка за 2024 година. Истите прашања кои ги поставивме во Куманово, ги упативме и до јавното предпријатие Паркинзи Тетово, кои се со најголем минус во 2024. Како е можно предпријатие надлежно единствено за стопанисување со јавни паркиралишта да бележи загуби во работењето? Директорот Мирко Мартиновски вели дека финансиската ситуација не е иста секоја година. Признава дека последнава, иако ги зголемиле приходите, сепак на контото се во минус. Има повеќе фактори за таа загуба, а главната причина за загубата на предпријатието во 2024 е што почнати се да се реконструираат главните улици во централното градско подрачје, каде што имаме најголем број на паркинг места кои се на зона, кои се плаќаат со порака и кој е нашиот главен приход на предпријатието. За колку паркинг места зборуваме? Па би околу од 300 до 350 паркинг места што не се во функција, значи што се почнати со реконструкција, што уште и се довршуваат. Еве чекаме до крајот на годината да се пуштат за 1-2 недели ќе се пушти дел од таа реконструирана улица. Споменавте, имате податоци колку се тие загуби само од овие паркинг места? Па сега да, имаме податоци, така ние си водиме анализа, евиденција и анализа, па над 4 милиони се загуби само од еден дел од една зона на паркингот што стопанисуваме. Годишно, тоа е 4 милиона годишни од една зона. Значи ние имаме повеќе зони. Мартиновски вели дека и покрај неповолната финансиска состојба во последните 3 години, во 2022 успеале да го издигнат предпријатието и да ја завршат годината со добивка од која набавиле 3 нови возила. Иако 2025 се очекува да ја завршат повторно во минус, за следната година прават план за подобрување на работењето. Со самото зголемување на предпријатието, со нови улици, со стопанисување, тогаш може да очекуваме поголеми приноси. И сега имаме програма за 2025 година, каде што би го зголемиле и бројот на паркинг места. Прво, тоа е основната работа, значи, за да им помогнеме на граѓаните, значи, сакаме прво, значи, овие паркинзи што служат за граѓаните како за станарите, значи, со нив, прво, ако се среди, после нема и ќе се избегне хаосот во градот и ќе си функционира предпријатието по позитивно. За нас беше најинтересно како е можно општински фирми за паркинг да работат со загуба, но истражувањето на Центарот за граѓански комуникации покажа дека такви се и повеќето други. Од 128 јавни предпријатија, 71 ја завршиле минатата година со минус. Прв на листата за губари е Скопски водовод, со околу 4,2 милиони евра. По него следува јавното предпријатие Улици и патишта Скопје со повеќе од 2,6 милиони евра загуба и трето место е Комунална хигиена со околу 1,2 милиони евра во минус. Вкупно загубите на сите општински јавни предпријатија во земјава за 2024 година изнесувале 17,4 милиони евра. Најголемите слабости според Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации лежат во управувањето и раководењето со предпријатијата. Законот вели дека на 6 месеци директорот треба да поднесе извештај ако предпријатието работи во загуби со план како во наредните 6 месеци ќе се надминат тие загуби, односно тоа лошо финансиско работење. Прво не сме виделе таков извештај, а понатаму законот повторно вели, ако тоа не се случи, ако нема таков извештај или ако предпријатието и потоа и после тој план 6 месеци повторно работи со загуба, дека треба да биде разрешен директорот. И тоа не сме виделе дека некој директор е разрешен поради оваа основа. Друг голем фактор во негативниот биланс според Филков е превработеноста во локалните предпријатија.
Никој за време на локалните избори не зборува за јавните предпријатија, а од друга страна, овие јавни предпријатија сите заедно вработуваат 12.000 луѓе. Многу повеќе, речиси двојно, отколку што вработуваат сите општини заедно. Така што станува збор за голем, да кажам, голем проблем, голем потенцијал, но од друга страна мислам дека со ставањето ред и со поефикасни услуги, дека и самите општини ќе имаат корист од тоа. Центарот за граѓански комуникации направил споредба и со состојбите од пред 2 години. Споредбата на податоци покажува дека загубите се зголемени за дури 56% и дека се зголемил бројот на општински јавни предпријатија кои работат со загуби од 54 на 71. Пред крајот на 2025 година, речиси известно е дека податоците за оваа година ќе бидат уште полоши.